Еве ова карта, значи географска карта на Македонија, Кога е правена? изработена од Кънчов, таа е изработена 1900 година. Тие сите се повторуваат како пред 23 века, Така. значи од Филип па наваму се де факто е се истата карта. Се до 1913 година и ете сега било проблем што стоеле во војниот музеј. За жал. Добро, професоре, ви благодарам што учествувавте во емисијата. Пред да се збогуваме, да резимираме. Букурештарскиот договор нема она што е као нешто во јавност, те трае 100 години, те бидејќи 100 години, па како Хонг Конг ќе биде, нема таква, нема датум. Таков анекс, таков додаток не постои за Букурештскиот договор. Дури и да заврши што? Еве да кажеме и да постои, да заврши што? Нема никакви консеквенции меѓународно правни, не влече тоа. Не може да се покренува такво прашање, бидејќи ако и се бара нешто, тогаш и Версајскиот го потврдува тоа истото. Меѓутоа, рековме дека правото на наследството, правото за барање одговорност за геноцидот, тој останува и тој е вметнато од Берлинскиот договор, наваму? Така, и тоа ќе биде вметнато и во студијата што ќе се работи. Така да оној кој би сакал да работи по тие прашања ќе има голем број на документи на кои може да се подкрепи, а сите тие се документи фотокопии од оригиналните кои се наоѓаат во Лондон, Париз. Последното прашање, бидејќи е и дневно политичко. Ни сите истражувања, ни сите карти, ни сите овие документи, фотокопии од оригинални документи, еве овие стари карти и така натаму. Има ли еднаш, барем на едно место, барем во еден ред, во една реченица некаде, каде што грците како грци, Грција како држава или грците како грци сметале дека се македонци или дека Македонија е нивна територија? Вие видовте на оригиналниот, односно копијата од оригиналот на Букурештскиот договор, дека тие во Букурешт не биле како грци, туку биле како хели. Тоа е одговор на прашањето дали имали или не, кога на таа меѓународна конференција се третирани како хелени, а не како грци. Во контекст на борбата за името, кое не би требало биде борба, да се прашувам, јас уопште не би разговарал со нив, па нема да има борба. Во контекст на борбата за името која го водат сите влади, па и сегашната, и сите министри за надворешни, па и сегашните. Користат ли документација од вас или некаква помош за некакво докажување историско или не е потребно? Официјалните представници на македонската влада досега не побарале нешто. Меѓутоа, историчари, колеги, често вршиме размена и на мислења. Меѓутоа, јас, бидејќи овие документи главно не се објавувани до сега, не се барем во целост, ги присобирам за да ја објавам студијата Букурештскиот договор, ова што треба, така што треба да излезе при крајот или на почетокот на идната година. За крајот ќе ни ја кажете ли анегдотата, односно не анегдотата, туку вистината околу гостувањето на Конгресот во Бугарија, во Софија пред 4 години, 5 години, 2002? Па тоа се случуваше на еден меѓународен симпозиум на воени историчари, кој беше организиран од француската служба за воена историја и Бугарскиот војни историски институт, а беше за сите земји членки на НАТО и земји членки на партнерството за мир. Темата беше војните во Европа од Белискиот конгрес до Првата светска војна. И нормално јас пријавив дефанзивните борбени дејства во Балканските војни и Букурештскиот договор, односно поделбата на Македонија. Рефератите треба да се испратат барем 3 месеца порано за да се објават, за да можат присутните да дискутират за секој реферат за време на симпозиумот. Јас предпоставував што ме очекува, па и се подготвував, пишував текстуално, меѓутоа документи не испраќав. И кога започна симпозиумот, кога дојде ред да го изложав јас резимето од мојот реферат, изложив тоа што требаше да изложав, дека Македонија во време на Балканските војни, иако учествувала равноправно, речеси, во сите борби, иако не како македонска воена единица, освен Јане Сандански, кој имал 2000 борци како своја македонска војска, серска војска, сепак Македонија на тоа би била, односно на Букурештскиот договор, била поделена после извршената окупација од земјите кои навлегувале со своји сили во Македонија. Завршив ја своето излагање и
веќе кога се даде збор на слушателите кој што сака да каже, многу ми беше незгодно. Колегите од Бугарија, две тројца, почна да говорат како сум јас представник на една стара југословенска школа, дека бугарите не биле окупатори во Македонија, дека тие биле ослободители. Па е наведено дека генералот Бојаджиев, кој бил командант на првата армија, бил од Охрид или Протогеров од Охрид и тој не може да биде окупатор, туку дошол си го ослободил својот дом, својата куќа. Андреј Љапчев, еден од министрите на Бугарија, исто е одресен, и тој не можел да биде окупатор. Јас тогаш и спомнав дека ние во Македонија имаме и други луѓе значени кои се родени, па за кои не велиме дека се македонци затоа што не се бореле за Македонија. Љапчев, Протогеров, Бојаджиев, тоа биле родени во Македонија, меѓутоа се определиле за бугарска кауза и всушност биле бугарски офицери и во Македонија тие и не се ни третираат како македонци, а согласно Букурешкиот договор се наведува дека сите овие држави што навлегле во Македонија воспоставиле окупаторска власт и согласно воспоставената окупаторска власт воведувале окупаторски системи. И така е и делена Македонија. И тогаш американскиот генерал Џон Браун стана и рече дека професор Стојчев изнесува овде факти, тие факти аргументирано ги покажува со документи, и би било добро да се почитува историјата како фактографска наука. А на нив им рече, доколку вие сметате дека треба некој симпозиум за политиката да се отвори, тогаш треба некој друг симпозиум. Не е овде местото за тоа. На тоа стана и романскиот генерал Јонеско, кој рече дека не му су му познати документите од Букурешкиот договор и дека таму на вистина се говори за окупација на Македонија, а не за ослободување. И така помина моето патешествие во Бугарија, малку беа љути, меѓутоа фактите говорат, а пред фактите и боговите молчат. Така.